Во следните минути ќе си помуабетиме малку со мојот денешен гостин, а велам добар ден за Јусуф Лјатифи, председател на Сдружение за доброволна волонтерска работа Кумановски акцијаши. Добар ден. Добро ни дојдовте во студиото и еве денеска ќе имаме една интересна тема за работи кои што вие ги одвивате во интерес не само на вашето здружение, туку и во интерес на граѓаните. Најпрвин, збор 2 нешто повеќе за проектот Зелено Куманово кој што започна од 10 јуни и се реализира во еден така подолг период, бидејќи ќе трае до 30 септември. Повелете, што всушност опфаќа овој ваш проект? Видите, тоа се активности во склоп на определбата на Кумановски акцијаши да го даде својот активен придонес во заштита и унапредување на животната средина. Инаку, проектот Зелено Куманово предвидува уредување, чистење и секако заштита на крајбрежјето на реките Ливковка, Кумановка и Конјарка. Во етапи се одвива. И уредување на јавните зелени површини кои се наоѓаат покрај реката, тоест градскиот парк овдека и кај Тушмаркетот. Инаку, само ќе ми дозволите, програмски е предвидено, значи уредување и чистење на овие реки во појас од расадникот кај шумско стопанство до Митевост. Така, значи ова всушност е областа која што ќе ја опфатите, што се однесува до чистење, уредување на коритата на крајбрежјето. Овој проект започна од 10 јуни, тоа значи дека веќе имаме неколку акции извршени, мада иако знаеме дека до 30 септември навистина имаме период во кој што не очекуваат уште многу. Досега кои локалитети беа опфатени? Видите, проектно за овој период од 10 јуни до 30 септември имаме практично 16 викенда по еден работен ден, што значи 16 работни денови. Месечно тоа се по 4 со додатоци кои ние самите си ги правиме во смисла на што побрзо завршување на активности кои зависно од теренот. Знаете, затоа што вие ќе планирате една релација да се исчисти од до. Така. Меѓутоа, обраснатоста на крајбрежјето со џбунови, растенија, што ти знам, е многу густа, така да се губи време многу. И токму тука се наметнува прашањето, дали имате помош од механизација од јавните предпријатија? Па да, видите, проектно е предвидено и се реализира и е потребно. Така, да. Проектот носители сме ние. Соработници и тоа активни соработници во проектот се општината Куманово, јавното предпријатие Чистота и зелемево. Во текот на самиот проект, во својство на соработници, во подоцнежната фаза ќе се вклучи Сојузот на волонтери акцијаши на Република Македонија, Сдруженијето акцијаши од Скопје и Сдруженијето Брег на младост на Охрид. Така. Досега каков е одзивот? Па видите, ние она што го зацртавме во смисла на наше присуство на терен, значи ангажман на вработени од јавно предпријатие Чистота и зелемила, надлежни органи на локалната самоуправа, ние сме на терен присутни, работиме најнормално, меѓутоа во сферата на одзивот на граѓаните е катастрофа. Така, со оглед на тоа дека знаеме дека пред секоја акција на чистење, секогаш упатувате апел до приклучете се како волонтери и вие придонесете нешто, барем ова беше упатено до обичниот граѓанин на Куманово и за жал одзивот не е задоволителен. Јас реков и во еден случај кога имавме она што се вели морална поддршка од граѓанството, она добра страна, лоша страна. Значи, добрата страна е што не поддржуваат морално,
Меѓутоа, кога ќе дојде оној момент да се тие активно вклучат, и тука затаиват 100%. Значи, свеста на нашиот сограѓанин, не дека сограѓани сме, апсолутно е на едно ниско ниво, а по сите коментари на Куманово треба да се чисти, затоа што стварно располагаме со едно богатство природно, реките, кои течат низ градот, а се наоѓаат во катастрофално. Имавте ви и акции кои што за чистење на Менкова колиба, локалитетот, потоа на спомен Костурница. Тоа беше минатата година. Ние минатата година и тоа ќе му дојде проектот Зелено Куманово е продолжеток на тие активности. Имено ние минатата година го работивме проектот Еко Куманово 2016 заедно со локалната самоуправа и јавното предпријатие Чистота и зеленило. И продолживме со првичните активности на уредување на споменик Костурница. Се извинувам. И тие активности ги продолживме ова година. Имено од март месец ние веќе почнавме интензивно секоја сабота да работиме на расчистување на локалитетот споменик Костурница. До сега се изведени 6 акции. Моментно правиме таму една мала пауза заради овој проект и некаде од почеток на октомври продолжуваме, меѓутоа со еден концепт кој ќе биде сосема поинаков. Именно подготвуваме програма за ревитализација на комплетниот споменичен комплекс кој ќе го доставиме до Министерството за култура. Така, значи тоа е во ваш план на работа на Сдруженијето Кумановски акцијаши. Ете така, значи говоревме за вашата работа, волонтерска работа, доброволна волонтерска работа, мораме да го посочиме и тоа. За проект Зелено Куманово, кој што е во тек до 30 септември, а сега ќе споменеме за она што ви предстои. Тоа е меѓународниот ударнички викенд или попознато вака како викендички камп. Ви се ближи датумот, кога ќе биде? Видите, ние, како што реков, програмски го имаме 1 јули, значи во проектот е, меѓутоа се договоривме да го продолжиме уште еден ден, да му дадеме еден меѓународен тон на проектот Зелено Куманово и го смисливме ударничкиот викенд, кој практично почнува на 30 јуни, идниот петок. Така? И ќе биде 3 дена фактички, 30 јуни, 1 и 2 јули, меѓународен камп на кој ќе учествуваат вкупно некаде околу 130 волонтери, акцијаши од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Ги очекуваме и колегите волонтери од Словенија, меѓутоа тие се најави и рекоа дека имат проблем со превозот. Сепак 1000 и кусур километри се прашање. Така. Говориме за 3-дневен камп, каде ќе биде реализиран? Кампот ќе биде реализиран првиот ден. Првиот ден ќе го офати појасот од зад стадионот на Башкими до подводовод. Зошто тука? Затоа што прво ќе бидеме преголема маса, а под водовод до кај сливот на двете реки во Кумановка, грлото е тесно, така да не ќе можеме да сконцентрираме поголем дел. Така да на 1 јули ќе се работи во овој дел, значи стадион Башкими до под водовод со комплетно упаќање на паркот. Одлично, значи повторно и кампот ќе биде вклучен во акција на чистење и на работа. Дали ќе имате малку и време за забава? Нормално дека ќе има. Нормално дека ќе има, затоа што на кампот се работи по 4 часа, ефективни 4 часа, затоа што ние со сите учесници на кампот се договоривме да тоа да не биде класична ветеранска средба, како што ги има,
туку да биде класичен работен камп на кој ефективно ќе се работи. Значи, ефективна работа од 8 до 12. После 12 часот нормално тоа се луѓе на надвор од Куманово, надвор од Македонија, ќе се прошетат по Куманово, во вечерните часови во петок има бригадирско вечер, во сабота свечена вечера со забава, дружење, така да воедно и планираме сите учесници да бидат гости на базенот. Одлично. Еве, тоа ви е всушност зацртана во една програмска шема за да ги прошетате и удостоите вашите гости кои што ќе бидат присутни, рековме, од Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Да. Одлично. Дали вие, како ваше здружение, кумановски акцијаши, одите на вакви кампови, па еден вид ова е сега враќање на гости? Добро, видите, одиме, но малку по-ретко, затоа што тие средби се самофинансирање. Значи, секој кој поди на тој камп, самиот си плаќа превоз, спијање, исхрана, котизација има. И оно што е симптоматично, и сите ни се чудат, ова е практично прв меѓународен, покрај тоа работен што е, прв камп на кој учесниците не плаќат ништо. Значи, обезбедено им е се. Нивно е само превозот да дојдат до Куманово и за тој ден на доаѓање, на одење од наша страна организирано е се, значи прифат на тие гости, превоз на тие гости до сместувањето. Тука морам да изразам благодарност до персоналот на ученичкиот дом професор Мијалковиќ кој ни одобри да бидеме сместени тамо и градоначалникот. Така. Еве. Ова е убава вест што ја слушнавме, честитки. Ајде сега да проговориме за подмладокот, бидејќи тоа е нашата иднина. Младите се нашата иднина, па колку имате млади членови, односно каква структура возрастна ви е вашето здружение? Да ме прашавте пред 6 месеци, ќе ви кажем дека просечната старост е некаде 37-8 години. Меѓутоа, во овој момент просечна старост на кумановски акцијаши е негде 17. Браво. Што значи дека кај младата генерација постои интерес за волонтерство прво, а друго постои интерес да го дадат својот активен придонес во заштита и напредување на животна средина. Во прилика би сакал да кажам, односно да ја замолам јавноста, да не мисли дека ние сме класично еколошко здружение. Апсолутно не. Ние сме здружение кој се занимава со волонтерство во сите области. Значи, образование, хуманизам, култура, наука, апсолутно во сите. Меѓутоа, во овој момент цениме дека приоритет треба да биде заштита на животна средина, затоа што и сами знаете, гледате, состојбата со екологијата во Куманово е на едно многу ниско ниво. За жал, еколошката свест ни е на најниско ниво. Да, така е. Да, сигурно. Јусуф, ти благодарам за разговорот. Ти посакувам успешна работа во проектот Зелено Куманово. Дај Боже што повеќе да се вклучат волонтери. Така го рековме, Зелено Куманово, не погрешив, нели? Така. Да си имате убав помин на меѓународниот ударнички викенд камп, кој што, еве, за кој ден или една недела ви се ближи, да имате што повеќе гости кои што ќе бидат задоволни од вашиот прием и да се видиме во друга прилика со проектите кои што ги планирате до крајот на годината. Секако, прво, мило ми е што ми поканивте, едно од моите омилени радија, додуше две имам омилени радија, искрено ќе кажам. Така е. Заборив да кажам, обврска ми е да кажам дека проектот Зелено Куманово е финансиски поддржан од фондацијата Цивика, тоа е на швајцарската агенција за развој и соработка.
фондација каде што кумановски акцијаши веќе аплицира со концепт на нов проект, креативна работилница наменет за деца со посебни потреби. И затоа реков дека ја замолувам јавноста да не мислите дека се занимаваме само со тоа, туку апсолутно действуваме во сите области. Така е. Ви благодарам уште еднаш и имајте убав ден.